Властите во шпанскиот град Поререс размислуваат за правна постапка против Меган Маркл поради сличноста на нејзиното лого со нивното. Војводката од Сасекс, Меган Маркл, би можела да се соочи со тужба откако го представи новиот изглед на брендот American Riviera Orchard. Меган на својот Инстаграм профил на 18 февруари објави дека нејзиниот луксузен бренд ќе се вика As Ever и откри нов дизајн на веб страница и лого. Но логото на кое се гледа палма и птици изгледа како плагијат на грбот на шпанскиот град Поререс, кој се наоѓа во Мајорка, Шпанија. Додека грбот на Поререс е полн со бои портокалова, зелена и црна, верзијата на Меган на As Ever е стилизирана во сива и бела боја. Градоначалничката на Поререс, Франциска Мора, го изрази своето чудење за локалниот весник Ара Балеарс, нарекувајќи ја сличноста надреална. Не знам дали посетила некоја агротуристичка локација и го видела грбот, бидејќи фотографијата на нејзината веб страница е направена од Мајорка, објави Mirror US. Чейс Хјус детално го анализирал однесувањето на пејачот за време на интервју што го дал во 2003 година за потребите на снимањето на документарецот за својот живот. Познатиот пејач Мајкл Джексон почина пред 15 години во својот дом во Лос Анџелес под околности кои се уште не се целосно разјаснети. Целиот живот на поп пејачот беше обкружен со бројни контроверзии, а дури денес, 30 години подоцна, е откриена морничева вистина во врска со интервјуто што го дал во 2003 година. Анализирајќи го познатото интервју што Джексон му го дал на британскиот новинар Мартин Башир за документарниот филм Живејќи со Мајкл Джексон, кој се емитуваше на ITV во 2003 година, експертот за говор на телото Чейс Хјус ја открива вистината за однесувањето на покојната звезда врз основа на неговиот говор на телото. Во споменатото интервју новинарот отворено го прашува Мајкл дали имал пластична операција, а тој лаже без око да му трепне. Не, воопшто не сум направил операција на лицето. Само носот, за да можам да дишам подобро и да ги погодам по високите тонови, кажал Мајкл Джексон тогаш. Како што објаснува Хјус, во моментот кога го кажува ова, несвесно направил гестикулација со раката, подигнувајќи два прста што укажува дека лаже. Поминав многу часови гледајќи го ова интервју и анализирајќи го неговото однесување. Гестот со раката е силно отстапување од неговото нормално однесување. Тој е многу отворен, мирен за време на комуникацијата, а гестот е проследен со кратко трепкање со очите. Трепкањето со очите е нешто што експертите за говор на телото го нарекуваат заклучување на очите. Причината што луѓето го прават ова е затоа што мозокот обработува многу информации, додека очите можат многу да трепкаат, објаснува тој. Васе Манчев е роден на 20 февруари 1949 година во село Робово, Струмичко. Завршил филолошки факултет во Белград, а подоцна станал доктор по филолошки науки. Бил уредник на списанието Разгледи, а работел и во радио телевизија Скопје. Исто така бил пратеник во Собранието на Република Македонија. Член е и на Македонскиот пен центар, а во Друштвото на писателите на Македонија членува од 1980 година. Од 1987 година до 1993 година бил директор на Националната библиотека Свети Климет Охридски во Скопје. Манчев е автор на книгите Суша и душа, Подгорен курен, Клето лето, Јадигар, Кршал нига, Бледица, Чинки, Подигравки, Инакво лице, Тажни свечености, Насушна сушност, Залудни раскази, Големи богови, Мали богови и привиденија, Свирепа свеченост, Измислена душа, Амин, Сиреч и Волшебно време. Добитник е на наградите Рациново признание и Стале Попов. Со промоција на публикацијата Лабарака, изложба на костимографката Елена Дончева и свечен настан на кој што присуствуваа актери, режисери, професори и личности од театарскиот и културниот живот на Скопје,
Денес одбележува 60-тиот роден ден на културното место на македонската културна историја, објектот на некогашниот македонски народен театар, а денешен театар комедија. Всушност, пред 60 години, на 19 февруари 1965 година, во подземјот Ресното Скопје и во тогаш новоизградениот монтажен театар на МНТ, изместен од левиот брег на Вардар на нова локација во градот, свечено било одиграна представата Колумба на Жан Аној, комедија во режија на Димитар Кјостаров. Главните улоги ги играле Љупка Џундева, Мери Бошкова, Ристо Шишков, Драги Костовски, Чедо Христов. Преводот бил на Илија Милчин, стенографијата на Томе Владимирски, а костимите на Рада Петрова. Ден подоцна, на 20 февруари, оперскиот ансамбл на МНТ ја извел операта Набуко на Џузепе Верди со Анастасија Божикова и Енцо Серини, диригент Александар Лековски, а потоа пак на 21 февруари настапил и балетскиот ансамбл со канонската Копелија на Лео Делип, кореографка Јитке Ивелја, сценограф Тома Владимирски, костимограф Василија Поповиќ Цицо.